Во првата недела од оваа година регистрирани се 1725 пациенти погодени од грип, што е 2 пати повеќе од претходната недела, соопшти Институтот за јавно здравје. Директорката Марија Андоновска изјави дека најголема инциденција е регистрирана кај деца од 5 до 14 години. Што се однесува до градовите, најмногу случаи се пријавени во Скопје 716, потоа Тетово 339, следува Куманово со 150, па Велес со 109, Штип 60, Дебар 50. Андоновска очекува пикот да биде во втората половина на овој месец. Со оглед на периодот во кој што се наоѓаме, со многу празници, со многу прослави и собирања, ова е нешто кое што е на некој начин очекувано. Пикот според историските податоци го очекуваме да биде во втората половина на овој месец и во првата половина на месец февруар. Со враќањето на децата во училиште очекуваме дека и бројот на лица кои што ќе бидат заболени со грип или заболување на слични на грип може да биде и зголемен. Андоновска апелираше до граѓаните кои имаат симптоми на грип да останат дома и да не одат на работа, а децата да не се испраќаат во градинки и училишта. Според неа, овие совети се дадени не само за да се спречи ширењето на вирусот, туку и за самите болни да се одморат и да останат дома. Институтот за јавно здравје постојано алармира дека оние кои што не се заболени да избегнуваат колку што е можно во периодот некакви собири или да престојуваат во простори, молови каде што има голем број на луѓе, да избегнуваат контакт со веќе заболени луѓе или оние кои што ќе пројават некакви симптоми на кивање и кашлање, да избегнуваат контакт со такви лица. Често да се мијат раце со обичен сапун и вода. Во врска со одложувањето на почетокот на втората половина на учебната година, Андоновска изјави дека активностите кои сега се забележани се очекувани, но доколку се зголеми бројот на заболени пациенти, ќе дадат препораки до Министерството за образование за одложување на почетокот на второто полугодие.